Постои голема дилема кога станува збор за печурките. Дали се мијат или не се мијат? Денес нема многу да зборуваме. Денес ќе видиме како тоа функционира во пракса. Ќе ги направиме и двата начина. Ајде да почнеме. Ќе земам неколку шампињони, ќе ги ставам во вода. Ќе започнеме прво со чекорот кој што сите го прават погрешно. Ги оставаат долго време печурките во вода, дека на тој начин така побаво ќе ги измијат. Зошто? Печурките имаат структура како сунгер, многу лесно впиваат вода. Ако ги оставиш во вода полого време, буквално ја влечат водата во себе. Така да, кога ги ставаме после во тава да ги пржиме, испуштаат вода. Ајде да провериме. Нормално ќе ставиме масло, ги ставаме и печурките. Како што може да забележите, кога печурката впива вода и треба подолго време за водата да испари, така да и треба подолго време да се испржи. Нормално, нели, додека има вода внатре, температурата не може убаво да крене, така да не се пржат, се варат. Можете да забележите дека водата што е внатре не им дава убаво да се испржат, им треба подолго време за да добијат боја. Треба првично водата да испари. Не знам дали можете да ја забележите како печурките се испотија, да ја забележите водата на нив. Видиш како се испотени. Полни се со вода, затоа што самата печурка содржи околу 80% вода и ние дополнително ги миеме во вода, тоест подолго време стојат во вода и сега ете, проблем. Помалце подолго време, сега тек почнува да добива боја печурката. Да, така е. Прилично долго време им треба да се испржат и да добијат убава боја, како што треба да биде. Се уште не се готови, а веќе ги пржам 20 минути. После 25 минути пржење на печурките, можеме да речеме дека се готови. Одиме со следниот начин на пржење. Мојот пристап кон печурките е малце поразличен. Јас не ги мијам. Јас ги завршувам со влажна крпа или со убава четка. Нема потреба да ги миеме. Само убаво да се избришат. Сега, ако се многу валкани, има и такви случаи каде што печурката е многу валкана, може да ги измиеме, но со млаз вода, многу кратко и многу брзо. Да не ги оставаме долго време во вода. Кажав, имаат својство да бидат сунгер. Ајде да видиме како ќе се понашаат печурките кои што само ги избришавме со влажна крпа. Погледнете како се понашаат печурките кои што не ги измивме. Веднаш почнуваат да се пржат. Затоа што нормално нема многу вода во нив. Само водата од самата печурка. Временскиот период за подготовка не е ист, дефинитивно. Тука ги имаме печурките кои што претходно ни стоја во вода, а сега тука ни се печурките кои што само ги забришавме со влажна крпа. Одлучете сами дали има некаква визуелна разлика или нема.